Доколку се прашувате каде е она момче која со ултрапопуларен стил, урбани песни и неверојатно позитивна енергија, своевремено ја освои публиката, не грижете се. Тој секогаш бил тука, иако зема активен одмор од јавната сцена, не можеме истото да го кажеме за неговиот приватен живот. Со Тони Петковски, или попознат како Тони Зен, се сретнавме во еден скопски клуб, каде после подолго време медиумска абстиненција, ексклузивно ни откри дека е среќен човек со неговата животна избраничка и новата улога на татко. Да, Тони Зен е заљубен и женет човек и има дете. Да бидеме искрени, останавме без зборови. Иако Тони беше воздржан кога станува збор за деталите во неговиот приватен живот, ние си ја завршивме нашата работа и дознавме. Неговата животна избраничка е убавата Валентина Јованова, со која тој од неодамна го доби синот Јасен. Раѓањето на неговото прво дете, Тони го прославил со најблиските пријатели во интимна атмосфера во една скопска кафејана. Очигледно Тони Зен навистина имал добра причина зошто толку долго го нема од јавната сцена, бидејќи да се избере партнерката на вашиот живот и да се остварите во улогата на татко, и такако не е мала работа. Но настрана од неговиот приватен живот, со Тони Зен зборувавме и за музиката, настапите, меѓутоа и хитовите кои што ги остави зад себе, како живее тој денеска и што го прави среќен, дознајте во продолжение. Како се чувствува Тони Зен како диџеј сега на страна од она јавна работа и кариера која што имаше? А не знам колку си запознаена ти и публиката, повозрастните секако мои блиски знаат. Ти стартуваше како диџеј? А не, ја почнав уствари да пуштам музика многу одамна. Првите обиди ми беа 2001, 2002, 2003 веќе беше она официјални диџеј представувања со флаери и така натака. Така да јас почнав како диџеј, па после почнав да пишувам песни, некако тоа се случи спонтано, природно да правам песни и ми ги знаат, па хитови, па така натака. Значи диџејството мене ми е пред сите овие што се елементи од хип-хопот, првиот диџеј, останатото, иако и претходно сум имал обиди за пишување нешто, меѓутоа највеќе успеав со пуштање музика, зборам во тоа време. Спомена сам за хитовите и за песните кои што ги остави, зошто се повлече од македонската естрада? А не сум воопшто повлечен, ја постојано снимам, постојано работа, меѓутоа оние кои што ја презентираат естрадата се навикнати на некакви хитови, некакви нивни критериуми медиумски. Јас повеќе не правам такви песни нормално. Зошто? Па едноставно така и живеам. За претходно сум живеел еден начин на живот и тие песни од тогаш направиле некако обележје и станале познати бидејќи биле направени од тоа време. Понатака, јас сум продолжил понатака да правам, снимам, создавам, пуштам песни, меѓутоа не се онакви баш за да бидат медиумски презентирани со помпа и така натака, малку се по-непривлечни за медиумите зборувам. Јас сум постојано присутен, можеби многу повеќе од претходно, само што сум малку така повлечен, можам да кажем. Имам и нов албум, имам и претходно песни кои што не се спомнуваат затоа што не се не се мејнстрим, меѓутоа јас постојано работам, не сум престанал како соло изведувач, така и со бенд. Значи постојано се создава нешто, само треба малку вие како медиуми да се отворите према сите жанрови на музика и према сите музичари, бидејќи има прекрасни музичари што немаат простор во медиумот да се представат. Спомена дека тие хитове стануваат во едно време, сега живееш малку поразличен живот. Каков живот живее Тони Зен? Живеам убав, спокоен, мирен живот, пон со љубов, музика и разбирање. Да те прашам, дали можеби те презасити славата, медиумите и цел оној бум што го направи со твојата музика? Да, апсолутно се сложувам, многу си во право. Да. Тоа секој артист тоа го поминува. Значи живееме, искусуваме работи, ги трошиме тие работи како импресии. Јас избрав да повторно не ги правам мислите, бидејќи има многу подлабоки работи од тие што веќе сум ги искусил или што ги искусуваме. Кога веќе зборуваш за подлабоки работи, што те прави тебе среќен денес?
мене среќен ме прави оно што сум жив, присутен и буден во секој момент. Присутноста сега во секој момент ме прави не само среќен, него и исполнет. Исполнет ми е некако подлабоко од стреката. Стреката е убава, трае, ќе помине. Меѓутоа, исполнетоста е она која што мене ми е вредност. Значи, да бидам постојано буден, присутен во моментот, колку што можам да помагам на луѓето на било каков начин, да комуницирам, да се поврзувам. Многу едноставни работи ме прават среќен. Дали постои некои од твоите хитови кои што може би сметаш дека ти одбележа твојата кариера? Почнувајќи од Скопје, мој град, па во полн ефект, па ми каса е сукаса, па скандал, па во мој стил, па суперзен, па се до бас. Тие се ние песни кои што се така некако се уште не ми се верува како траат и како се хитама и сака публиката ги бара и ја не можам тука ништо да направам, освен да ги испочитувам и тоа е тоа. Сега ја тоа следно што го прави, пишуваме спротивно од она претходното. Ќе се видиме за промоцијата на новиот албум со Флеката, а сега ти постакувам ти имаш пријатна журка и убава вечер. Така се игра овде прљаво на Балкан, така се игра